чудно прашање како просветниот инспекторат во 23 година некаде јуни-јули утврдил дека ги нема тие полагано 4 испити, а сега обвинителството излегува со наоди дека има докази дека ги полага. Околу 50%, значи тоа се ставови, тоа не е перцепција. На самите суди обвинители кажаа дека има големо влијание од страна на извршната власт. Меѓутоа владата не најде тогаш никаква одговорност за судени интереси кај ова лице, за да 4 години подоцна, на крајот на 2023 година, Соединетите американски држави, односно Стейт департментот, овој функционер го стави на црната листа. Тука не станува апсолутно никаков збор ниту за некое политичко пазарење, ниту за било што кое што е во тој правец. Зарем требаше ваква национална катастрофа, трагедија да ни се случи во Кочани за власта и опозицијата да седнат на иста маса? Јасните сигнали и на нас како партија се дека бараме тотално неселективна правда, дека бараме тотално отварање на сите случаи. И двете партии, најголеми, и СДСМ, и ВМРО ДПМН, делат дел од одговорноста и вината за ова што се случи во Кочани. Нема да дозволиме, еве го спомнавте град Скопје, нема да дозволиме повторно на град Скопје да му се случи цунами како што му се случува во изминатите 3,5 години. Сваки систем е израз политике. Наша политика е таква која нас удаљава од Европска унија, која нас приближава последних 20 година и нешто више Русiji и Кини. Судијата Ељведин Ферати неделава предизвика револт и бура од реакции. Поради судската пресуда од само 2 години казна затвор за возачот Менсур Пајазити, кој во август 2022 година на улица ја усмрти 22 годишната Тамара Ристовска. Во 2023 година Антикорупцијска комисија утврди дека судијата Ферати си ги поправила оценките во Тетовскиот универзитет со пречкртување. Во Трин гостин е Владимир Ѓоргиев, поранешен антикорупционер, човек кој од самите почетоци е дел од таа институција и кој всушност токму во неговиот мандат беше отворен и работен овој предмет поврзан со судијата Ферати. Господине Ѓоргиев, 3 години затвор, оти украл 150 кебапчиња, а 2 години затвор за возач кој прегазил и усмртил млада девојка. Толку ли чини животот во Македонија? Да, токму така, за жал, јас би рекол дека неказнивоста убива и фигуративно, но за жал и буквално. Сето ова е последица на сето она што и претходно се случувало, значи голем број на прекршители на законот, дали од кривично правен аспект во смисол на сообраќајни незгоди или од аспект на корупција, ретко се осудувани на онаа затворска казна која што навистина би и требало да им се додели согласно кривичниот законник. Сето тоа не доведува до оваква ситуација да на одреден начин имаме вакви пресуди нелогични пред се за јавноста од аспект на тежината на кривичното дело што е сторено со она што е понатаму досудено. За разлика од она што го велите вие, имаме прекршоци, односно кривични дела за кражба, многу помали кои што им носат поголеми санкции. За конкретниот случај, како што рековте, да, тоа ние го на одреден начин утврдивме во текот на 2023 година, меѓутоа во рамките на еден друг предмет, постапување, кој што се однесуваше на проверка на полагање на правосуден испит за идните суди и обвинители, кои што се запишуваат во Академијата за суди и јавни обвинители, дали ги исполнуваат условите. Пред се имаше во тој период наоди дека еден факултет од Тетово издава уверенија за 7/1 завршени студии, иако се однесуваат само на околу 180 кредити. Како и таа, ние го задолживме тогаш Државниот просветен инспекторат да направи увид во документите на сите пријавени кандидати за тие генерации во Академијата, при што произлезе и овој случај, дека судијата што го именувавте, фактички, а тоа го има утврдено самиот просветен инспекторат, немал доволно високи оценки, значи оној просек над 8, кој што е доволен за да се запише на Академијата. И дека утврдил недостасува, значи, за 4 предмети дека се преполагани со прешкртување на самите оценки претходно во неговиот индекс
и утврдено е дека не постојат нити барања, нити решенија за преполагање, ниту пак има доказ дека навистина тој ги полагал тие 4 испити. Како и да е, нас не извести самиот просветен инспекторат дека за тоа го известил обвинителството и по тоа известување всушност обвинителот постапува. За да еве сега разбереме дека обвинителството го запрело постапувањето по тој предмет, бидејќи утврдило дека тој кандидат веќе ги имал навистина полагано тие испити. Сега се постава навистина едно чудно прашање како просветниот инспекторат во 23-та година, некаде јуни-јули, утврдил дека ги нема тие полагано 4 испити, а сега обвинителството излегува со наоди дека има докази дека ги полагал. Кој го толерира ваквиот начин на функционирање? Дали гледате всушност помалку и пропусти во Академијата на суди и обвинители? За еве да речеме за тој период. Бидејќи да ве потсетам, имавме случаи со член од семејството на поранешниот спикер на собранието со исто така сомнителна диплома. Значи, неспорно, тоа е еден ланец на контролни механизми што секој да треба да го применува. Првенствено во Министерството за правда, како им се дозволувало на тие стотина, од прилика беа, ако не се лажам, кандидати што полагале правосуден испит без да имаат соодветна бројна бодови. Како што кажав, се бара 7/7, што од прилика реферира на 240 кредити, а тие полагале со некои си известувања, или како беше од факултетот, дека и 180 кредити се еднакви на 240 поени. Така да, истото тоа се однесува и за Академијата на суди и обвинители. Веројатно и требали и тие да извршат дополнителна контрола на сите прибрани документи, затоа што тие воспоставија еден механизам на целосни и детални контроли на сите кандидати, нели, со цел да се изберат најдобрите кандидати што ќе бидат идни суди и обвинители. Меѓутоа, очигледно дека се овие пропусти направено, вклучувајќи го, како што кажавте, и роднината на... Според професорот од правниот факултет Десковски, пред 10 години владата на Груевски законски дозволи да се преполагаат испити и по дипломирањето. Која диплома важи? Ако тоа се дозволува, зошто не е направено пред комисија, например? Да. Морам да кажам дека не ги знам сите овие детали околу начинот како се врши тоа преполагање, меѓутоа мора да има утврдена процедура, мора да има соодветна документација за сето тоа што се случува и сето тоа да биде ставено во досието на кандидатот. Вака, како што кажавме на почетокот, просветниот инспектор еднаш наоѓа празна фасцикла, ги нема тие документи, само прешкртани оценки, а понатаму исквача дека има такви документи. Са, дали може би меѓувреме се направени тоа документи, тоа треба навистина да се утврди во оперативна некоја Дали може би се соочил со некакви притисоци? Све е можно. Значи, за жал, кај нас, веројатно, све е можно. Подружницата на Сдружение на судии во Тетово вела дека ова е максималната казна која можел судијата Ферати да ја донесе. Нели ви изгледа помалку бизарно? Судиите наместо да застанат на страната на правдата, всушност ги бранат своите колеги. Дали може би не треба да се отвори прашањето од неопходноста за ревизија? Сведоци сме за жал и на други случаи. Овој беше навистина последен од таа низа на случаи што е утврдено дека токму во такви сообраќајни незгоди со смртни последици на пешачки премини се донесуваат понатаму вакви навистина ниски пресуди за затворски казни. Зошто се почесто се соочуваме со селективна правда, неказнивост? Предпоставувам, и нашата работа упатува на тоа како состав кој што бевме од 2019 до 2024 година, дека поднесовме голем број на кривични пријави до јавното обвинителство, околу 60-тина. Имаме сега ситуација, еве последниот период гледаме дека неколку од тие кривични пријави веќе се афектуираат во правосудството, односно во јавното обвинителство. Сега тоа наметнува едно друго прашање, дали се чека можеби
да има промена на власта, па тие лица, зборам сега за коруптивни случаи, кои што веќе не се на позиција, па сега можеби на обвинителството му е полесно да постапува против тие. Тука морам да го спомнам едно истражување што го направи ОПСЕ во соработка со Државната комисија за спречување корупција некаде 2023 година, кој се однесуваше на ставови на самите судии и обвинители во однос на нивното постапување. Колкаво е влијанието на политичарите, на извршната власт пред се, на бизнисите и на другите структури во нивните редови, во судството и обвинителството, врз нивното одлучување. Околу 50%, значи тоа се ставови, тоа не е перцепција. На самите судии и обвинители кажаа дека има големо влијание од страна на извршната власт. Така да, ова што го поставувате вие како дилема, јас мислам дека големо влијание има политиката, односно политичките партии, извршната власт пред се врз постапувањето на судските органи. Следите тренинг, гостин во емисијата Владимир Ѓорѓиев, поранешен член на антикорупцијската комисија, кој од самиот почеток беше во оваа институција. Господине Ѓорѓиев, ќе ве навратам на самите почетоци на работата на антикорупцијската комисија. Во ваш мандат беше отворен на почеток, се сеќам тој голем, фамозен случај Бачило, во кој беа инволвирани поранешни и актуелни високи представници од сите досегашни продуцирани иницијативи на антикорупцијската комисија. Колку денеска може да кажете од ваша гледна точка дека е задоволена правдата и имајќи во предвид колку предмети се процесуирани досега, завршени, заокружени? Да, токму тоа беше еден од првите предмети некаде 2003-2004 година, 5-та веројатно. Тогаш беа други членови на комисијата. Пак ќе се навратам сега еве и на нашиот мандат, пак ќе кажам, тука имаме се еден гап од негде 2005 до 2020. Некој, значи 16-17 години речиси, а веруваме дека ниту една иницијатива што во меѓувреме е продуцирана од Државната комисија до обвинителството немала нити јавно обвинителско застапување, нити па конечна судска пресуда. За конечно од некаде 2020-2021 година дел од нашите иницијативи веќе се процесуираат. Меѓутоа, претпоставам дека големо тука влијание има и притисокот на меѓународната заедница и на јавноста врз обвинителството. Еден од предметите што е сега во судска процедура, но сепак се уште не е завршен, оној предмет што го имавме за спортските ваучери и за директорите на Агенцијата за млади и спорт. Значи тој предмет го изработивме, 2 години работевме на тој предмет, го доставивме до јавното обвинителство и обвинителката сериозно се зафати со предистражни постапки и тоа е сега во судска постапка. Меѓутоа, тука јас би се навратил уште на еден момент, не само на кривичните иницијативи, каде се сите оние иницијативи за одговорност што Државната комисија ги доставува, да речеме, до владата, што се со некривичен аспект. Значи, пред се иницијативи за одговорност, односно за разрешување. За истиот овој директор на Агенцијата за млади и спорт, за кој што јавното обвинителство сега води судска, веќе е во судска постапка, ние доставивме иницијатива за разрешување во поглед, во смисол до владата, дека тој се работел несовесно, што е потврдено и со конечен ревизорски извештај. Владата тогаш не најде никаква одговорност кај ова лице. Истото се случи, ако се сеќавате, во 2019 кон вице-премиерот за европски прашања, кој што искористи својата позиција да се намалат одредени царини за литиум-ионски батерии, од кој што неговата фирма или дел од неговата собственост во фирмата имаше бенефит, меѓутоа владата не најде тогаш никаква одговорност за судирни интереси кај ова лице, за да 4 години подоцна, на крајот на 2023 година, Соединетите Американски држави, односно Стейт Департментот, овој функционер го стави на црната листа и со точно образложение дека ја злоупотребувал својата функција и позиција во времето кога бил дел член на владата за личен бенефит. Значи, може да мислите, се она што Државната комисија, но и други институции, Државниот завод за ревизија го продуцирал со наводи, со незаконитости, со неправилности, едноставно некако како да тоне во жив песок.
За да конечно, ако некој од страна се посочи тоа, тогаш се будат институциите и чекај, па ние сме имали иницијатива од ДКС, сме имали наводи од ревизор, исто се однесува и за Мерко, ние имавме 2 иницијативи против градоначалникот, кој што од кога го ставија на црна листа, тогаш се узбурка јавно обвинителскиот. Зошто најчесто властите, без разлика која и да е имуна на вакви препораки, сугестии, одлуки од антикорупционерите? Па генерално, знаете, сега ќе кажам една многу позната реченица од многу пати кажана, јас само ќе ја повторам, од лордот Актон, кој што вика, моќта има тенденција да корумпира, а апсолутната моќ апсолутно корумпира. Што сака да се каже со ова? Дека праксата покажува, моќта е во власта, така, во владата, генерално, како што велиме било која влада. Таа има тенденција да се корумпира. Со самото тоа, таа сака да има влијание пред се врз правосудните органи. Што тие се оние што го даваат конечниот рез. Институциите може да продуцираат иницијативи, како што продуцирале многу. Меѓутоа, конечниот завршеток, неказнивоста, она што го велиме, дека убива конечно, е во рацете на правосудните органи. Доколку тие него да тој завршен чекор да се води во судска постапка, реална колку што е нели предвидено, и не се донесуваат пресуди, се до тогаш ќе ги имаме овие ситуации на влијание, пак ќе кажам, на извршната власт пред се врз судската власт. Господин Георгиев, работела со фалсификувана лиценца. Имало пријави за кривични дела, говорам од аспект на случајот со дискотеката Пулс. Кои се според вас системските и институционални слабости што доведоа до оваа катастрофа? Кога спомнавте и овој случај, за жал, токму е тоа што велиме, корупцијата убива и буквално. Уште една информација да споделам со вас. Значи, ние во 2020 година како комисија по основа на whistleblower, значи на пријава, баш направивме на анализа на постапувањето на државниот пазарен инспекторат. Колку тие инспектори кога одат во контрола ги гледаат документите, дали имаат лиценци, сертификати и сето тоа, бидејќи тоа има надлежност и врз основа на тоа какви тие мерки понатаму преземаат. Ние утврдивме дека најчесто не беа баш таа дискотека спорната, односно трагичната од Кочани, меѓутоа беа во градот Скопје. Во сите тие анализи што ги направивме, утврдивме дека во главном инспекторите изрекуваат глоби, неколку стотини евра, што веднаш нели ги плаќаат собствениците газите, меѓутоа тука застануваат инспекциите и да немаат лиценци, тие дозволуваат поголем дел од овие дискотеки, не знам кабареа како све не се нарекуваат, да продолжат со својата работа. Тука е тоа е она што се случило во Кочани. Ние тогаш дадовме иницијатива до инспекцијскиот совет да ги санкционира овие инспектори, дека тие фактички не си завршуваат до крај својата работа. Ако утврди дека некој нема лиценца, не може само да го казните, а да може тој понатаму да продолжи. Меѓутоа, до завршување на нашиот мандат ние не добивме одговор. Сакам да кажам, значи доколку сите би се вршеле својата работа, инспекцијските служби, тие што ги даваат лиценците, па и полицијата во конкретниот случај била затечена таму. Како можело да се дозволи таков еден локал да работи? Тоа се све сериозни дилеми кои што се надеваме дека еве во оваа фаза ќе бидат конечно. Формирано е меѓуресорско тело за борба против корупцијата. Ова тело се состои од антикорупцијска, Министерство за внатрешни работи, обвинителство, финансиска полиција, УЈП, дирекција за царина, Министерство за финансии, правда. Може ли да се очекуваат конкретни резултати да произлезат од вакви меѓуресорски тела? Ние колку институции имаме кои прогонуваат и гонат криминал и корупција, па до сега се виде какви се ефектите од битката против корупцијата и криминалот. Прво да кажам дека ова е старо ново тело. Значи прв пат вакво тело во Македонија беше формирано од 2009 негде или 2007 би рекол, брзоснорен протокол за соработка помеѓу телата надлежни за борба против корупција. Тој протокол, врз основа на него беа одржани неколку состаноци. Потоа, уште во 2009 се формираше меѓуресорско тело за координација на борба против корупција и на негова раководител беше министерот за правда.
И тоа згасна, нешто посебно спектакуларно подобрување не се виде, но имаше неколку сотаданци во однос на Греко, препораки и така натаму. Затоа некаде во 2023 година заменик премиерот за добро владење Грковска го возобнови повторно тоа едно тело, за да повторно некои работи се координираат, особено националната антикорупцијска стратегија. И конечно сега овде четврти веќе обид да се возобнови едно такво тело, кој што во глобала, јас се обидам да гледам од позитивен аспект, може да има одреден придонес околу координирање на институциите во борбата против корупцијата. Меѓутоа, внимавајте, тоа е владино тело, тоа е формирано со одлука на владата. А велите сами, и јас од тоа што го имам сознание од достапно од јавноста, е дека во него е и Државната комисија, што е формирана фактички од собранието, но и обвинителството, што си е посебна власт. За која е надлежноста на извршната власт, пак ќе кажам, да координира и управува со сите сегменти на власта. Господин Георгиев, директор на оваа власт, приведен за брутална корупција. Агент од тајната служба се обидел да продава тајни документи, кој е близок, односно дел од обезбедувањето на премиерот Мицковски. Дали ја плаќаме сметката на системската корупција или алчноста, која стана веројатно составен дел од практицирањето на власта? Корупцијата била и ќе биде. Меѓутоа, тажно е кога гледаме за какви случаи се работи, кога се бараат вакви парични средства, односно мито. Ако збориме за ова што се случи сега, со наводи дека директорот на гериатри уапсен поради тоа што барал средства од немокно лице, наистина докаде, јас се прашам, оди човечката ментална слабост. Без разлика, значи сите овие случаи мора да бидат максимално санкционирани. Ке не наврати ова на претходниот што го говоревме за неказнивоста. Не може во вакви случаи веќе да има неказнивост, затоа што сето тоа го руши целиот систем на вредности во државата, само поттикнува и на тамошна корупција, го руши владењето на правото, и руши целиот систем на поставеност на институциите. И сите во оваа битка губат. Дали сметате дека судството и обвинителството се најслабата карика кај нас? Па, очигледно е дека е така. Пак ќе кажам, институциите детектираат одредени слабости и конкретни лица посочуваат со своите иницијативи во нивното работење, меѓутоа, пак ќе кажам, она што треба да биде конечната завршница е во рацете на правосудните органи, на обвинителството и на судството. Доколку тие не навистина закрепнат на одреден начин, тие се жалат, немаат капацитети и така натаму. Меѓутоа не е само тоа, го кажав истражувањето на ОПСЕ. Значи самото покажува дека тие се под одредено влијание и веројатно врз основа на тоа влијание и постапуваат во одредени. Ако не е до недостигот на кадровскиот потенцијал на судството и на обвинителството, дали е проблемот во авторитетот на судиите и обвинителите, во немоќта да се справат со евентуалните притисоци, било да се политички или деловни влијанија? Све е до интегритетот на луѓето што ги држат тие позиции. Дефинитивно тоа е од најголема важност. Доколку, без разлика како е дојде на одредена позиција, во смисол се разбира не со политички влијание, тој треба да си го запази своето место каде што се наоѓа и да е отпорен на тие притисоци. Меѓутоа, знаете, кај нас очигледно дека имаме сериозни вмешувања од страна на политиката во особено правосудството. И затоа ние сме до оваа ситуација. Не се тоа изолирани случаи на ниски казни. Голем број на судии донесуваат слични пресуди. Па познат е случајот на лице што беше во затвор да струга, дали го земало своето везело и на стража исто направи сообраќајника со смртни последици. Мислам дека беше условно осуден на 6 месеци или така нешто. Значи не доби дополнување на својата пресуда, иако тоа лице се наоѓало во затвор. Можете да замислите колку е таквото политичко или бизнис влијание врз судиите, особено при носењето на вакви наистина исклучително ниски. Господин Георгиев, благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Владимир Георгиев, поранешен член на антикорупцијската комисија.
I otud mislim da je Vučić, kada je rekao da želi da izbegne makedonski scenariju, pretpostavljam da je mislio scenariju prelazne vlade i beg Nikole Gruevskog. Ja mogu da razumem da on to želi da izbegne, a u Makedoniji strepe od scenarija da se podignu studenti, srednjoškolci i ovo što se događa unazad 4 meseca u Beogradu i u čitavoj Srbiji. Нов мандатар за состав на новата српска влада е познатиот ендокринолог Ѓуро Мацут, кој е всушност и професор на Медицинскиот факултет во Белград. Вучич и Брнабич ја подготвуваат новата платформа за Србија, како одговор на масовните студентски протести. Нивната делегација со велосипеди патува кон Страсбург и Брисел. Студентите пак се поделени околу експертската влада. Неодамна КУСО престојува во Србија. Таму разговорав со Зоран Вулетич од Граѓанскиот демократски форум. Ево го дел од разговорот со него. Pa ja bih rekao da je problem više u politici, zato što je pogrešna politika iznedrila ovakav sistem koji je duboko koruptivan i koji nagriza kompletno društvo. Svaki sistem je izraz politike. Naša politika je takva koja nas udaljava od Evropske unije, koja nas približava posljednjih 20 godina i nešto više Rusiji i Kini. I Srbija se posebno naglašavam, posljednjih 10 godina praktično razvija po modelu po kom se i Kina razvija. I mislim da je to duboko pogrešno i moram da naglasim da to udaljavanje od Evropske unije je krenulo nakon atentata na premijera Đinđića i kasnije kada su došli na vlast od Koštunice, Tadića, Vučića, Dačića, svi od reda, Srbiju praktično udaljavaju od Evropske unije i mi praktično živimo sistem koji je potpuno razjeda ovo društvo kao izraz naopake i pogrešne politike. Nemoguće je ispraviti sistem, a ne promeniti i ispraviti politiku. I to je ono što ja najviše zameram studentima, jer nakon 4 meseca demonstracija morali bi i oni da shvate, kao recimo intelektualni krem našeg društva, da je sistem izraz politike. I oni uporno zahtevaju kroz svoje zahteve promenu sistema i da profunkcionišu institucije. Ja sad postavljam javnosti pitanje od koga oni očekuju da naredi institucijama da profunkcionišu. Aleksandar Vučić, on da je želeo drugačije institucije, on bi vodio drugačiju politiku i mi ne bismo danas pričali o ovim stvarima. Samo ću na kraju da podsjetim, sva kompletna infrastruktura Srbije unazad 10-15 godina, još od 2009. godine, taj prvi ugovor međudržavni sa Kinom je potpisao Boris Tadić, a kasnije je Vučić unapredio tu saradnju do najviših mogućih visina, se odigrava po državnom ugovoru između Srbije i Kine. Bez javnih nabavki, bez tendera, bez ikakve javnosti, dogovorimo u 4 oka i ovo što se desilo u Novom Sadu je posledica te takve naopake politike, nažalost sa smrtnim ishodom 16 ljudi i još nekoliko njih trajno осакачених. На крајот од минатата година претседателот на Србија Вучич зборуваше дека е можно македонско сценарио во Србија. Неодамна пак македонскиот премиер Мицковски рече дека не се плаши од можно српско сценарио во Македонија. Ja bih rekao da je poveznica loš sistem i loša politika. I Srbija i Makedonija su imali u svojoj bliskoj istoriji kratke periode sa dobrom politikom, međutim ta dobra politika nije uspela da na duži rok opstane kako bi uspešno iznedrila neki drugačiji sistem. Kad to kažem, mislim na kratak period vladavine Zorana Đinđića, samo 2,5 godine, 2001. i 2002. I relativno kratak period vladavine premijera Zorana Zajeva, koji je vodio neku drugačiju politiku u odnosu i na Nikolu Gruevskog i na sadašnjeg premijera.
I otud mislim da je Vučić, kada je rekao da želi da izbegne makedonski scenario, pretpostavljam da je mislio scenario prelazne vlade i beg Nikole Gruevskog. Ja mogu da razumem da on to želi da izbegne, a u Makedoniji strepe od scenarija da se podignu studenti, srednjoškolci i ovo što se događa unazad 4 meseca u Beogradu i u čitavoj Srbiji, i ja mogu da razumem te njihove strahove koji mogu da budu opravdani. Međutim, što se Srbije tiče, siguran sam da ako se to ne bude desilo sad u narednih mesec, 2 dana, da se artikuliše ovo nezadovoljstvo kroz jednu prelaznu vladu ili tehničku vladu koja će da dovede do vanrednih izbora u drugačijim okolnostima, na neki drugačiji način, kako bi svi mogli da izađu na izbore i nakon toga svi da priznaju te rezultate. Desit će se to možda krajem godine ili početkom sledeće, jer Vučić, ukoliko bude formirao vladu iz ove postojeće većine, ponovo će to biti slaba vlada sa krnjim legitimitetom i neće biti apsolutno uspešna. Ostaće ovo dubinsko nezadovoljstvo koje se danas izliva na ulicama Beograda i ulicama širom Srbije. Господин Вулетич, по трагедијата во Кочани се отвори едно единствено прашање и веројатно клучниот проблем. А тоа е дека системот не функционира и се толерира корупција. Нешто слично што изминатите месеци се случуваше и во Србија. Всушност, младите бараат функционалност на институциите, она што веројатно им недостига на двете соседни држави. I jedno i drugo. Kao što sam malo čas rekao, sistem je izraz politike. Nažalost, i u Srbiji i u Makedoniji dominira pogrešna politika. Dominira politika koja zazire i škrguće zubima na Evropsku uniju. U Evropskoj uniji se nalaze institucije koje ne bi mogle da tolerišu inertnost inspekcije, ministarstva koja su davala dozvolu vlasniku tog kluba gde su stradala silna deca. Ne bi moglo tamo mimo javnosti da prođe ovaj slučaj kao što je možda moguće da prođe u Makedoniji, kao što je možda moguće da tako nešto prođe u Srbiji. Ja kada favorizujem Evropsku uniju ne govorim zato što sam potpuno očaran i idealizujem Evropu, Evropsku uniju. Ali na svetu apsolutno ne postoji bolji institucionalni model za život običnog čoveka i pošteniji model i model koji nudi veću zaštitu običnom čoveku od modela i sistema koji vlada u Evropskoj uniji. Tako da sam siguran da će ove dve tragedije u krajnjem nekom ishodu za Makedoniju ima malo više optimizma nego što se Srbije tiče. Ipak ste ušli u NATO pakt, ipak je urađen neki ozbiljniji posao nego što je urađen do sada u Srbiji, tako da se nadam da će ove brze reakcije koje je vlada Makedonije povela i istragu u vezi sa ovim slučajem i što je tako dubinski krenula unazad 15 godina da traži krivce jednog za drugim, voleo bih da pogledaju i u sopstvene redove, jer sam siguran da i u sopstvenim redovima imaju i tekako ljude koji su morali pre godinu dana ili pre pola godine kroz različite inspekcijske nadzore ili kontrole da dođu i sami do zaključka pre tragedije nego što se desila. Ali ponovit ću još jednom, politika i sistem moraju da se promene. Sistem ne može da se promeni dok se ne bude promenila politika ni u Makedoniji, ni u Srbiji. Господин Вулетич, дали е на сцена автократија? Da, apsolutno jeste autokratija na sceni i mislim da iz prethodnih odgovora koje sam dao lako mogu gledaoci da zaključe da je moje mišljenje da posebno u Srbiji vlada autokratija. Mi kad pogledamo naše medije, kada pogledamo kako su u funkciji predsednika države i vlade koju formira Srpska napredna stranka unazad 10-12 godina, nedvosmisleno možemo da zaključimo da je to jedan autoritaran režim koji apsolutno ne vlada na demokratski normalan način. Uostalom, imamo niz institucija svetskih od Human Rights Watcha do Evropskog parlamenta
koji su opisali Srbiju kao hibridnu demokratiju. Imali smo svedočenja raznih institucija, takođe evropskih, nakon posljednjih par izbornih ciklusa, da mi čak nemamo ni slobodne izbore, da izbori nisu fair i onda kako možemo drugačije da okarakterišemo jedan režim nego kao čisto autokratiju. Благодарам. Како ние ќе стигнеме до местото каде што ни припаѓа, односно како Македонија ќе внесеме во тоа европско семејство. Гледаме во целиот изминат период дека нема никакво придвижување во тој правец и не само што нема придвижување, туку имам чувство и граѓаните имаат чувство дека влеговме во една слепа улица од која што во моментов не гледаме излез. Ден по изборот за претседател на Социјалдемократскиот сојуз, Венко Филипче во Бриса. Оттаму повик за уставни измени и негова целосна подготвеност да ја презеде одговорноста, дури и по цена за негова политичка кариера. И по овој рискантен потек, тој покажува дека го следи патот на Зоран Заев во услови кога се во прашање приоритетите за евроатлантска интеграција. Во овој издание на Тринг соговорник е Александар Димитриевич, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добре дојдовте во емисијата. Ви благодарам на поканата. На почеток, знаете ли колку тежи влогот на Венко Филипче со оваа предлог, идеја, понуда, уставни измени веднаш со подготвеност да ја презеде с цела одговорност на себе? Апсолутно, ставот на Социјалдемократскиот сојуз и на Венко Филипче секогаш бил одговорен, така и во овој случај. Значи, нашиот став и околу уставните измени во целиот период е константен и тука немаме дилема дека местото на Македонија е во европското семејство и за тоа мора сериозно да се работи. Гледаме од другата страна сериозно закочување на процесот и поради тоа како одговорни државотворна партија сметаме дека треба да дадеме одреден предлог за целиот тој процес да се откочи. ВМРО-ДПМН дојде на власт со сериозни ветувања околу тој процес. Добро паметиме дека освоја сериозен број на гласови со реториката дека ќе подобрат преговарачката рамка, дека ќе обезбедат подобри услови и дека тој процес ќе се движи забрзано на Македонија кон Европската унија, но веќе речиси една година после нивното владење гледаме дека нема никаков резултат во тој правец. Не само што нема резултат, туку гледаме дека една безидејност во рамки на решавање на процесите кои што треба да доведат Македонија да дојде и да биде дел од тоа европско семејство. Каков кредибилитет има во моментот новиот лидер на Социјалдемократскиот сојуз, а и генерално партијата СДСМ откако изгуби на последните парламентарни и претседателски своевидно фијаско доживеавте? Досега најмал број на освоени пратеници. Видете, ние во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сме свесни дека ја плативме цената околу некои процеси кои што се одвива во државата. Кредибилитетот го црпиме од таму, од одговорноста која што имаме према државата и одговорноста која што сметаме дека мораме да имаме како сериозна политичка партија и сериозно мораме да учествуваме во процесите кои што ќе одведат Македонија таму каде што е местото, а целта на крај е подобар живот за сите граѓани. Од тие причини сметаме дека е одговорни, дека е државнички да понудиме одредени решенија и цврсто да стоиме позади тие решенија, без разлика при тоа каква политичка сцена ќе плати дали претседателот на партијата или ние како ново раководство, да речем. Дали по средбата на вашиот лидер со премиерот Мицковски понуда за соработка, значи и субституирање на евентуалната одговорност на носителите на власта и пред се тука на претседателот на владата Мицковски? Видете, средбата произлезе како јасен сигнал од граѓанството. Граѓаните сакаа јасно да ги видат, да очекуваат сериозни реформи во сите сегменти на државата. После трагедијата во Кочани се отвори, нажалост, тоа беше една од причините за која што се отвори една сериозна тема на нефункционалниот систем и лидерската средба која што ја побара претседателот Филипче беше резултат на тоа, беше резултат на слушање на гласот на граѓаните дека треба да се седне на иста маса и да се постават одредени цели по кои што одреден правец во кој што ќе се движи државата. Тоа се во одреден момент реформи, во одреден момент болни резови кои што треба да ги направиме, но сите сме свесни дека тоа мораме да го направиме се со цел системот
да профункционира, односно сите тие аномалии кои што во изминатите години сме сведоци дека како држава ги имаме, кои што секојдневно се соочуваме со системски проблеми, да профункционира. И тука не станува апсолутно никаков збор ниту за некое политичко пазарење, ниту за било што кое што е во тој правец, бидејќи јасните сигнали и на нас како партија се дека бараме тотално неселективна правда, дека бараме тотално отварање на сите случаи кои што се во изминатиот период случаи и кои што се во интерес на јавноста. Зарем требаше ваква национална катастрофа, трагедија да ни се случи во Кочани за власта и опозицијата да седнат на иста маса и да констатирате дека не функционален системот. А во принцип и двете партии, најголеми, и СДСМ и ВМРО ДПМН делат дел од одговорноста и вината за ова што се случи во Кочани. Како што истакнав, навистина ми е многу жал што мораше се случи една ваква трагедија за да се свестиме дека како општество мораме да почнеме да ги менуваме работите и мораме да работиме на креирање на сериозен систем за сите идни генерации, да спречиме било каков тип на вакви настани и системот можеме да го креираме само доколку имаме искрени и честни намери. Што значи тоа системски решение? Дали не смета дека всушност како власт бевте 7 години власт? Ја прокоцкавте шансата да се соочите со справување со сите оние кои работат спротивно на законот. Видете, лидерската средба беше производ на одредени барања на граѓаните. Во тој дел сметам дека навистина е потребно да подвлечеме на црти, да почнеме навистина да применуваме одредени решенија, бидејќи СДСМ резултатот кој што го доби на последните избори е производ на некакво работење или неработење, но сега навистина овој момент е момент во кој што треба сите да се обединиме, во кој што навистина треба да понудиме решенија кои што ќе бидат без партиски препукувања, дневни решенија кои што навистина ќе донесат бенефит. Какви решенија би понудиле? Кои се тие решенија што вие сметате дека треба да би допринеле во враќање на довербата во системот? Видете како производ од лидерската средба излегоа одредени заклучоци и одредени заеднички формирање на заеднички комисии кои што ќе доведат пред се до реформи во правосудството и реформи во судскиот систем, но вистински реформи, не реформи кои што ќе бидат од денес утре, не реформи кои што ќе сменат едни со други, а при тоа ништо суштински нема да се смени. Така да навистина мислам дека и во делот на реформската агенда, и во делот на сите тие, на тој сеопфатен пакет на реформи треба да учествуваме и треба да бидеме заеднички креатор во истите. Какви реформи се потребни во македонското правосудство? До вчера зборувавте за така наречено Сваровски судство. Потоа се појави Кацарска судство. Видете, дефинитивно мора да престане мешањето на извршната власт во судската. И тоа јас тука ја гледам сршта и тука го гледам клучот на проблемот. Треба да ги одвоиме едното од другата власт за да може да профункционира системот. Дали сметате дека судскиот совет и советот на јавни обвинители треба да се распушти? Во овој момент сметам дека се што е донесено и се што ќе произлезе како решение од експертските групи треба да се презентира во јавност, да се слушне мислењето и да се постапи на тој начин. Дали диалогот Филипче Мицковски е продолжение на тајните средби на поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев со Мицковски, а и во насока на маргинализација на дуи како што деново изјави и еден од потпредседателите на интегративците? Видете, на почетокот првиот повик за лидерска средба, председателот Филипче, ние како партија го упативме кон сите лидери на парламентарните партии, вклучувајќи ги и партиите од албанскиот блок, вклучувајќи го и ДУИ. И веднаш после средбата, во првиот момент, повикот беше во правец на тоа дека следната средба треба да биде средба на сите лидери на парламентарните партии. Апсолутно немам дилема и немам одговорност, тврдам дека не постои никакво пазарење, бидејќи во континуитет и после случајот со трагедијата во Кочани повикуваме и на неселективна правда и немаме никаков проблем сите случаи за кои што има интерес јавноста да се отворат и за сите случаи да се разговара. Така да
одговорно ви тврдам дека нема никакво политичко пазарење во рамки на лидерската средба. Зошто нема лидерска средба меѓу сите партии? Како што можете видите и како што напоменав, ние повикавме Добро. Ние повикавме на средба. Одреден дел на политичките лидери ја одбија таа средба во првата фаза. Произлезе средбата помеѓу премиерот Мицкоски и председателот Филипче, но пак ќе кажам веднаш после средбата председателот Филипче повика и на нова лидерска средба во која што ќе бидат присутни доколку прифатат, нели, и сите други лидери на парламентарните партии. Господин Димитриевич, како дел од новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз, дали сте направили анализа околу претходната влада Ковачевски Ахмети? Долго време се зборуваше во јавноста дека всушност тогашниот премиер и лидер на СДСМ Ковачевски е во заробеништво од Али Ахмети, дека всушност вие ја плаќате цената на помалку арогантното владење на интегративците. Видете, во СДСМ после изборниот пораз и ние како ново раководство направивме една сеопфатна анализа околу тоа што биле причини кои што донеле до резултатот кој што го освоивме. Една од причините увидовме и дека е односот на коалиционите партнери во владата и затоа сме свесни. Свесни сме дека во еден дел од владењето на СДСМ имавме непринципиелна коалиција со ДУИ и ја плативме цената за тоа на избори. И една од комплексни се причините за изборниот резултат, но една од причините кои што ги имаме нотирано за изборниот резултат е и токму таа непринципиелна коалиција со ДУИ за која што вие говорите. Македонија е во деликатна ситуација. Кон кого да се стремиме? Кон Вашингтон или кон Брисел? Во ова време кога американскиот председател Доналд Трамп води една помалку непредвидлива политика. Те високи царини, те застој на царините. Те отварање кон Брисел е подготвено за разговор, те ги држи на стендбај европските партнери. Видите, македонските граѓани очекуваат тие фамозни посети на премиерот и на цела влада во Америка, очекуваат едни резултати. И тогаш кога како опозиција говоревме дека сакаме да ни кажат што договарале, со кого разговарале и какви се придобивките на македонските граѓани тие средби, не добивме никаков одговор ниту од премиерот Мицкоски, ниту од партијата ВМРО ДПМН. И сега, после одредено време, гледаме дека уствари никаков резултат од тие средби немаат македонските граѓани, никакви придобивки, тоа што и во граѓаните и меѓу народот се збореше дека се отидени туристички да прошетат и да направат одредени средби, излезе на виделина дека е така апсолутно. Ние како држава и СДСМ како партија знае кои се стратешките, дека Америка е стратешки партнер на Македонија и многу ни е битна и многу ни е важна соработката на тоа поле. Дел од семејството треба да бидеме на Европската унија, така да во тој дел ставовите се јасни, немаме дилема. Како да се урамнотежи политиката кон ЕУ и кон Вашингтон во вакви околности? Кога гледаме дека има диаметрално спротивни ставови помеѓу САД и Брисел. Видете, ние треба да почнеме си ги решаваме проблемите дома. Тоа што го зборувавме на почетокот, тоа е дека ние треба да почнеме да ги правиме одредени реформи дома, народски кажано да си го исчистиме сопствениот двор, да почнеме да го менуваме нашиот систем тука и подоцна, нели, со сите активности кои што ги правиме да бидеме дел од тоа едно големо европско семејство каде што на македонските граѓани ќе им се отворат сериозни можности. Следуваат локални избори, многу често може да се слушне од Социјалдемократскиот сојуз дека партијата веќе се консолидира после изборниот пораз. Подготвени сте за локални избори? Апсолутно. Во целиот изминат период правиме широки консултации со членството и онаа флоскула која што честопати во минатото ја употребувавме дека СДСМ ја научила грешката, сега ја пременуваме на дело. СДСМ почнува интензивни подготовки за локалните избори. Пред се веќе сме започнати со програмскиот дел кој што ќе се однесува на локалните избори. Прибираме
одредени предлози од членството, од симпатизерите, од граѓаните кои што треба да бидат вметнати во програмата и СДСМ ќе излезе со најдобрата и програма и персонални решенија на наредните локални избори. Ние покажавме во целиот изборен период дека СДСМ е консолидирана партија и по хоризонтала и по вертикала сите органи на партијата се избрани. Кога велите дека партијата е консолидирана, кои се адутите на партијата за град Скопје, за општина Центар, за Карпош, за Струмица, за Битола? Видете, ono што можам сега да ви го кажам е дека правиме сериозни анализи, сериозни анкети на сите потенцијални имиња. Ќе го избереме најдобриот кандидат секаде и ќе имаме најдобрата програмска понуда. Нема да дозволиме, еве го спомнавте град Скопје, нема да дозволиме повторно на град Скопје да му се случи цунами како што му се случува во изминатите 3,5 години, каде што градоначалничката од ВМРО ДПМН пред само 3 години сите челници на ВМРО ДПМН не убедуваа дека е најдобрата менаџерка, дека е најдоброто за градот, а подоцна се испостави дека градот ден денес еве сега да излеземе на улица ево никогаш полоша. Состојбо иако ВМРО ДПМН го има мнозинството во Совет, иако они идеа со градоначалничката од врата на врата и нудеа решение за градот, таа фамозна програма за модерно Скопје ништо не е реализирано, така да во овој момент правиме опсежни анализи. Секаде каде што имаме веќе чиста ситуација, час поскоро и ќе излеземе со решенија пред граѓаните и во делот на програмата, но и во делот на персоналните решенија. Можам да кажам дека и покрај сите притисоци кои што ги врши централната власт врз општините кои што имаат градоначалникот СДСМ, се покажува на дело дека општините кои што се раководени од градоначалници на СДСМ во изминатиот период имаат најголема реализација и на капитални проекти, но и најголема реализација и на решавање на сите други проблеми со кои што Димитриевич, се соочуваат. со какви притисоци се соочуваат вашите градоначалници од страна на извршната власт? Па видете, еве примерот актуелен беше пред некое време со Струмица, сега со Крива Паланка, значи секаде каде што има градоначалници од СДСМ, никаква поддршка и никаква помош нема од централната власт и напротив, само притисоци и само уцени кон тие општини. Дали, например, Герасимовски, кој е актуелен градоначалник на Центар, дали Костадинов, кој е актуелен градоначалник на Струмица, ќе бидат повторно кандидати на СДСМ? Можам само да ви кажам дека тоа се луѓе кои што имаат реализирано огромен дел од својата програма. Верувам дека до крајот на мандатот ќе реализираат све што ветиле пред граѓаните. Во оваа фаза, ќе ви напоменам повторно, сме во фаза на истражување на јавното мислење, сме во фаза на обработка на податоците кои што ни стигаат и секаде, вклучително и тие општини, ќе го избереме најдобриот кандидат. Каде се до вчерашните високи функционери партиски на СДСМ? Дел од нив силно ве критикува дека ова не може да ја препознаат социјалдемократската, не може да го препознаат социјалдемократскиот сојуз, овој социјалдемократски сојуз. Видете, јас сум човек кој што е израснат во социјалдемократскиот сојуз и ги имам поминато сите скалила во партијата и мене од младинец ме учеле дека сите луѓе кои што некогаш се вградиле во политиките на СДСМ и сите луѓе кои што допринеле да функционира и СДСМ и кои што допринеле во ресорите кои што ги воделе независно дали тоа биле градоначалници, дали воделе министерства, треба да ги почитуваме, да го користиме нивното искуство. Сите тие луѓе кои што се добронамерни, кои што сакаат да допринесат во работата на СДСМ, бидејќи не постои ново и старо СДСМ. Може да ми издвоите неколку имиња од старата гарнитура? Не би сакал да лицитирам со имиња во моментов, но верувајте дека сите кои што сакаат да допринесат во партијата, вратите се отворени, со сите сме во контакт кои што имаат искрени намери и сите тие се луѓе кои што вложиле сериозен потенцијал и вложиле сериозно време во социјалдемократскиот сојуз и во политиките и врз основа на тоа со сите тие и така и СДСМ и раководството и сите ние се однесуваме. Ќе ве навратам повторно на темата која отворивме на почетокот ова интервју. Уставни промени. Власта вели нема кредибилитет Венко Филипче да бара уставни промени.
Нашиот став околу уставните промени е јасен. Ние очекуваме да видиме што власта, која што свои 58 пратеници на реториката дека ќе обезбеди подобра преговарачка рамка, дека ќе обезбеди подобри услови во однос на сите тие договори од минатото, очекуваме да ни понудат одредено решение. Ние во неколку наврати во изминатите месеци и повикавме доколку се уште не се спремни тоа решение јавно да го кажат, да направат затворена собраниска седница каде што ќе соопштат, каде што ќе кажат во кој правец оди државата, каде што ќе ни ги кажат идеите кои што ги имаат тие околу тоа како ние ќе стигнеме до местото каде што ни припаѓа, односно како Македонија ќе внесеме во тоа европско семејство. Гледаме во целиот изминат период дека нема никакво придвижување во тој правец и не само што нема придвижување, туку имам чувство и граѓаните имаат чувство дека влеговме во една слепа улица од која што во моментов не гледаме излез и не гледаме како ќе ги придвижиме работите. Мислите ли дека до локалните избори може да се стави акцент на евроинтеграциите? Во ситуација кога имаме турбулентна светска политичка сцена. Сметам дека е клучно да го одржиме патот и сметам дека е клучно да не застраниме, односно да не навлегуваме подлабоко во таа криза. Сметам дека се потребни решенија и сметам дека час поскоро владата треба да понуди и премиерот Мицковски одредени решенија на оваа тема, бидејќи не така одамна ветуваше пред граѓаните дека ќе обезбеди подобра преговарачка рамка, дека сето тоа што го правело СДСМ-то тогаш е погрешно и дека ќе идеме на некоја забрзана патека кон евроинтеграциите. Дали ја пропуштивте шансата да ги гоните крупните риби? Сметам дека не. Мислам дека не знам што подразбирате под гонење на крупните риби, но во целото владение на СДСМ видовме една неселективност, видовме дека важеше законот подеднакво и за функционери на СДСМ, и за генерални секретари на влада, и за ред други функционери, и таму за разлика од тоа што го гледаме денес, немаше никаква селективност во однос на правдата. Ако немало селективност, сигурност оценката за довербата во судството немало да биде само 2%? Видете, како што напоменав, потребни се системски решенија и потребно чувството е дека навистина имаме проблем во тој дел и токму од тие причини и на таа лидерска средба и на сите цело време повикуваме на сериозни реформи, не на реформи кои што ќе бидат од денес утре, на сериозни реформи во целата фела. На неколку наврати споменувате лидерска средба да се изградат заеднички позиции, став за стратешките интереси. Сметате ли дека низ диалог, низ директни разговори може да произлезат конкретни резултати во насока на подобрување на состојбата на државата во услови кога СДСМ и ВМРО-ДПМН, двете најголеми предсе партии, се на диаметрално спротивставени позиции и во ситуација кога премиерот, па и најголемата владеачка гарнитура ви порачува дека вие немате кредибилитет? Видете, сето тоа што се случува и сите тие, ако го слушаме гласот на граѓаните, на тоа што граѓаните бараат системски промени, граѓаните бараат целото тоа што во одреден период не чинело да го промениме. Дефинитивно треба да ги истрпиме сите демократски механизми преку диалог, преку експертски групи, за да ги подобриме состојбите во овие области. Експертски групи, закажане средба на експерти, распоредени се експертските тимови? Понудивме одредени решенија, очекуваме да видиме кои ќе бидат следните чекори за тие експертски групи да можат да сето тоа што се разговараше да почнат да нудат решенија. По трагедијата во Кочани се отвори дилемата која провејува во јавноста, во политичките кругови, во која меѓу другото се спомнува дека можно е со локалните да има и превремени парламентарни избори. Ви учествувале на двојни избори? СДСМ како партија е спремна
И јас како генерален секретар на СДСМ можам да кажам дека сме структурирани во сите општински организации, дека имаме поставена структурата, сите општински организации ни се структурирани, веќе луѓето кои што се во општинските организации се на терен и се во постојана комуникација со граѓаните, и СДСМ е партија која што е спремна за избори кога и да дојдат. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам и на вас. Александар Димитриевиќ, генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тука е крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.